Еве сме во нашата кујна, се разбира, рецепт на денот, оброк на денот, како сакате, нешто што ќе биде вкусно и здраво, тоа кое што всушност го преферираме во овој дел од нашата емисија. Секојдневно нови рецепти, нови идеи од нашите креативни гости кои што секогаш имаат да понудат нешто од нивниот богат избор на рецепти, вкусни и десерти, односно и солени и благи јадења. Таков избор ќе имаме и денеска. И убава нутри салата или нутри ем салата и убав или вкусен десерт кој што ќе ни го прикаже, се разбира, и малку подоцна во денешниот оброк на денот. Емилија Спасовска Мојсовска, нашиот познат и редовен нутриционист во утринската на Телма. Емилија, добро ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Се надевам и ова утро во утринска на Телма ќе дадеме една идеја за една вкусна салата, како што кажа нутрием салата и десерт од јаболка, кои што се единствени на пареа, но подоцна ќе го кажеме и филот, односно состојките на овој десерт. Да. Јас на почетокот на денешното издание, кога всушност најавувавме со Марко што е тоа што денеска во овој дел ќе го представиме или ќе го прикажеме, споделив со нашите гледачи дека ти ми ги прати на слика или ми прати фотографија од овие вкусни јаболка кои што ти беа подготвени, бидејќи нели имаш дома повеќе услови за да може вака да се приготвуваат, а им кажавме на нашите гледачи дека рецептот ќе биде споделен подоцна, односно сега во овој момент или во овие следни минути додека сме во нашата кујна. Имаме серија заеднички гостувања со тебе кои што се секогаш добре дојдени од страна на гледачите со вниманието кои што го имаат во овој дел, но и со прашањата кои што ги поставуваат. Се работи за здравје, се работи за одржување и на добра линија, но и на добра кондиција или добро чувство кое што го имаме кога веќе ќе си направиме и ќе го конзумираме оброкот. Денеска нутритивна салата. Така, секако ние како нутриционисти сакаме секогаш на нашите клиенти и на гледачите кога гостуваме на телевизија да им кажеме дека здравиот начин на живот е оној начин на кој што треба ние да функционираме постојано, да имаме избалансиран начин на исхрана, физичка активност, да конзумираме вода, тука да не ја забораваме ни се само во прашање оброците, за да биде еден лајфстайл на начин на живење потребна ни е храната, физичката активност и хидрирање на организмот. Кога знаеме дека едно бебе кога се раѓа или во утробата на мајката голем процент на вода се наоѓа во организмот и на бебето кога се раѓа. Со текот на возраста самиот процент на вода упаѓа. Тоа значи дека како со текот на возраста ние треба да внесуваме поголемо количество на вода. Па ќе кажам сума сумарум, во текот на денот една возрастна личност треба од 2 литри до 2,5 литри вода да биде конзумирана. Дали таа ќе биде вода обогатена со состојки како што се ѓумбир, лимон, нане и така натака или не, неважно, како и да е, ние го алкализираме организмот. Она што е важно, ние треба да направиме ацидо-базна рамнотежа во организмот со цел да не дојде до појава на хронични незаразни заболувања како што се диабет, висок крвен притисок, канцерот. Едноставно, ние треба да направиме баланс со храната, да внесуваме нутритивна храна која што има висок процент на витамини и минерали, ќе имаме антиинфламаторна, внесуваме антиинфламаторна храна која што е богата со антиоксиданси. Така и овој предлог за ручек или салата, која што може да биде и вечера, е богат нутритивен оброк, кој што ќе ги задоволи потребите на протеини, јагле-хидрати, витамини и минерали. Меѓу другото, па и десертот исто така содржи јаболкото, витамини и минерали, се она што го кажав како фил, оревите, сувото грозје, медот и танот, се она го задоволува дневниот внес на оние потребни нутритивни вредности. Секогаш е добро да ги слушаме овие препораки и совети и тоа да не биде еднократно, тоа да биде во континуитет се со цел да има бенефит и резултат веќе од храната која што ја конзумираме или оние нутритивни вредности кои што ги внесуваме, а кои што се препорачуваат како такви од она кој што можеме да слушнеме. Овде имаме повеќе состојки или комбинација од зеленчук од која што ќе ја направиме денешната нутритивна салата. Оваа салата заменува и оброк, така, со оглед на сите работи кои што ќе ги... Ова е комплетен оброк за мене. Дури оваа салата, можам да кажам дека може да се подели во текот на, или да се искористи за време на ручек
и за време на вечера. Вечера, да. Мене би ми било доволно. Доколку луѓето имаат потреба да вметнат и други состојки, на пример печурки, месо, слободно може тоа да биде дел од оваа салата. Ние сме креатори на храната, односно менаџери на оброците. Така да слободно пченката, кај што е црвениот граф, наутот, каде што ќе ја вметнеме во салата, црвената пиперка, кромидот, доматот, слободно можеме да внесеме протеин од животинско потекло, како што е печурката или мисиркиното месо или по избор. Со тоа што оваа салата ги задоволува дневните потреби за ручек и сега оние луѓе кои што се физички активни, нели секако ова е само еден предлог, меѓутоа во текот на денот треба да имаме и други вметнати оброци кои што ќе ги задоволат потребите на една индивидуа, зависно дали е дете, дали е маж, дали е жена, повозрасна особа и така натака. Да, зависно од тоа, веројатно зависно од самата килажа, начинот на живот, секојдневието, активни, помалку активни, сето тоа си има улога и тоа добро го знаете вие нутриционистите, особено кога посебно луѓето бараат и се консултираат за совети, но кога станува збор за нов и добар здрав рецепт, добро рече Емилија, ние си го креираме, веројатно треба да бидеме умерени секогаш кога подготвуваме нешто можеби да не се допаѓа повеќе, нешто помалку, но сепак треба да се внимава што се внесува и во колкава количина и пред се зошто, кога зборуваме за оние позитивни резултати кои што ги чувствуваме секако и во енергијата секојдневна, но и во однос на поздравието, што е секогаш наш многу приоритет. често од клиентите кои што доаѓаат и после режимот на исхрана, после првата, после втората недела, ги прашувам кои се бенефитите од режимот на исхрана кои што јас им го предложувам. Значи, кажуваат, првиот, вториот ден чувствувам глад. Многу ми е вода или малку ми е вода, добро, нели? Сето тоа го промена е тоа бидејќи ни биле навикнати, првите 3 дена. После првата недела, јас имам многу енергија. Се должи тоа на здравите оброци, односно на редот и редоследот на оброците. Кога имаме доручек, кога имаме ручек, кога имаме вечера, 30 на минути физичка активност не значи дека треба ние да трчаме кардио или маратони. 30 на минути е физичката активност и пешачењето или скокање јаже дома или било која да нема само изговор. 30 на минути можеме да најдеме време за физичка активност. Или секојдневна рекреација, нешто кое што најмногу ни лежи да го правиме. Му забележав, прво се става пченката, па се става гравот и потоа наутот. Има ред, така ова редот е тој. Пченка, грав, јас си го направив редот да ти кажам како ми дојде, но како и да е, без разлика од без разлика на редот и редоследот. Овдека имаме портокалова боја, имаме жолта боја, црвена боја, кромидот е виолетова, пиперката е црвена. Значи се она што може ајде кромидот да го исцескаме. Разнобојно да биде, тоа е. Колку е разнобојна, толку е салатата нутритивно богата и изобилува со витамини и минерали. Ова е протеинска салата, која што не значи дека се и другите витамини и минерали изолирани, меѓутоа важно е составен дел да биде кромидот, нели? Па зошто да не? Алицините, алкалоидите кои што ги содржи имаат антиканцероген, антиинфламаторно и антибактериско својство. И сега, кога ние живееме со пандемијава веќе долго време, се она што треба еден организам да вметне е храна која што е богата и со алкалоиди кои што ќе ги попречат тие бактериски и вирусни инфекции. Едноставно ќе се бориме против сите тие инфекции, односно ќе влијаеме позитивно на нашиот имунитет. Се што е важен за еден организам, е важен имунитетот, а тој не се стекнува, односно ние го имаме имунитетот, меѓутоа ние треба постојано да го надградуваме, особено во ваков период од годината. Да. Цинкот го спомена, цинкот особено важен кога зборуваме за имунитет. Цинкот, селенот,
витаминот Д е исто така клучен, витаминот С, тоа се сите антиоксиданси. Јас како викам, од сите витамини од абецедата А, Б, С, Д и Е витамините, нели, некои се растворливи во вода, некои се растворливи во масти, па тука е треба и да се внимава кога и како се внесуваат тие витамини со цел да подобро се апсорбираат во организмот. Меѓутоа, сите витамини и минерали не се потребни подеднакво. Значи, не може некој витамин или минерал да ни треба повеќе или помалку. Сите адекватно ни се потребни во организмот. Јас со раце вака ќе Јас само да те прашам дали треба поситно да биде патлиџанот доматот поточно исецкан? Требаше на коцки да биде, ама и вака. Поделиме овие вака. Така. Еве. Значи, салатава веќе ми отвара апетит, да. А тоа значи дека која храна е вкусна и кога имаме поголемо лачење на плунка, тоа се вика хиперсаливација, значи дека нешто со душа чекаме да го пробаме. Да, и кога е вкусна и кога убаво мириса и оние кои што се љубители на салата, јас сум еден од тие, а особено салата која што може да замени оброк, тогаш е одлично. Така, тоа е оваа салата. Целта Ивана е да направиме брз, едноставен ручек или доручек, кој што нема термичка обработка. Да го конзумираме доручекот или ручекот вечерата и да почнеме да ги вршиме обврските нели дневни и работни, бидејќи ние немаме толку многу време да готвиме и да се задржуваме во кујна, меѓутоа ако добро ги изменаџираме работите од вечер, ако подготвиме храна како јас вчера што си ги подготвив, морам да кажам дека мојата менаџерка во кујна е Хилда, пак ќе ја спомнам. Да, можеби станува досадна, меѓутоа во делот од кујната кој што го менаџира за ја кога гостувам во телевизија и ми ги изнаоѓа рецептите, тоа е мојата мајка. Значи имам и менаџерка во кујна. Секојдневната работа и големиот број активности, работата со клиенти која што имаш, си бара свое време, си бара енергија и сето тоа, а поддршката пак од друга страна која што ја добиваш, ето од која што добиваме генерално од нашите најблиски, да, во конкретниот случај ти од твојата мајка, особено важна, за да може да се постигнат многу работи, за да може и да ни дојдеш тука во студиото, се разбира, и да представиме нешто ново како денеска. Работата со луѓе не е едноставна, тоа добро го знаеме. А пак кога станува збор за работа која што е поврзана со одредени навики, вкорените веќе долго време со години кај одредени луѓе, кај секој од нас има различни навики, некои луѓе можеби се навикнати од секогаш да јадат повеќе зеленчуки и овошји и да прават така комбинација во исхраната, но некои пак се навикнати денот не може да го започнат без бурек или нешто слично. Ручекот мора да им биде составено нешто мрсничко, мевце. И сето тоа е добро, но кога е комбинирана и умерена и балансирана исхраната, но кога се заснова само на одредени работи, а се помалку се застапени зеленчукот и овошјето, тогаш треба да се направи промени, секогаш тие промени се тешки. А морам да ти кажам дека кога почнував на почетокот да работам и релативно јас сум млада особа и нутриционистка која што, ајде да кажам, сум амбициозна и сакам да помогам на луѓето, имаме добри резултати кои што се обратиле за било каков проблем. Многу ми беше тешко на почетокот да кога ќе дојде повозрасна госпоѓа или господин и ќе ме праша колку години имам, ќе кажам дека 35, 6, 7, веќе 40-тата ми е на прагот. Меѓутоа мислам дека сум помлада особа и јас доаѓам кај дете, дали ќе успееме или нешто во ова што го барам. Со тоа што искуството, меѓутоа сме имале добар бенефит во поглед на тоа што се обратиле. Сакам да кажам дека во тој поглед сум имала на почетокот било тој проблем како една млада особа мене ќе ми помогне да ги сменам навиките и сега таа госпоѓа имала или господин имал дневен ритуал 70-60 на години и сега јас независно јас сум неутрален човек кој што треба да ги сменам навиките на една особа и тука на почетокот беше навистина како тоа ќе биде сега и да ги задржат тие ритуали и јас да сменам нешто, меѓутоа добро е. Да, добро. Нели кога човек си ја знае работата и успешно си ја работи, секогаш ќе има тоа резултати, а како велат помладолик изглед, значи здрав начин на живот автоматски. Па така е, сега се трудиме да биде тоа така. Секогаш нели имаме слободни денови кои што си сакаме да уживаме во нешто што можеби е условно кажано забрането. Добро, ќе се направат некои исклучоци понекогаш сега, нели? Сите правиме исклучоци, апсолутно тоа е дозволено некогаш да имаме така слободен ден. Емилија, љуто пиперчево?
Јуто. Како свекрва. Ако слуша свекрвата, ја поздравувам. Се шалам за тоа. Ова да, чили така на пиперка. пазара, Јуто како свекрва. Да. Да му даде посебен шмек, да ја даде посебен шмек на салатата. Така, на салатата. Сега, секогаш ние кажуваме дека потребни ни се витамините и минералите, меѓутоа ни се потребни и незаситените масни киселини, односно да избегнуваме храна која што е високо процесирана, храна која што имаме трансмасти и така натака. Меѓутоа ние сакаме да употребуваме и препорачуваме на нашите клиенти да употребуваме маслиново масло кое што е незаситено, односно кое што ќе влие во подобрување на високиот крвен притисок, во кардиоваскуларното здравје, односно борба против холестеролот, триглицеридите и така натака. Значи, ладноцеденото масло кое што е секако треба да го употребуваме со цел да подобриме и дигестијата и горе и она што го спомнав претходно е да употребуваме маслиново масло кое што е ладноцедено. Јас го додавам ова масло од BioOil моите пријатели кои што воедно ве поздравуваат и праќаат подарок еден, а ова е и за тебе кој што можеш да ги пробаш и да ги увидиш бенефитите на тоа што го нудат. BioOil ладноцедено масло, меѓу другото, тие се производители во Македонија и меѓу другото го произведуваат со наши суровини афионовото масло, кое исто така за прв пат во Македонија е доста така нутритивно и е погодно и корисно да го употребуваме и да биде дел од нашата исхрана. Тука ставивме маслиново масло, ќе ставам еден лимон. Да, и тоа сакав исто да прашам, во комбинација со маслото, секогаш, нели, кога најчесто правиме салата, ставаме и нешто кисело. И сега изборот е на некои луѓе да си стават оцет, јаболков или вински, а пак најчесто сега во последно време лимон. И јас ставам лимон. Така, лимон може и јаболков оцет, меѓутоа не е штета. Да, и тоа да биде. Така, сега вака дресинг, Макдоналдс, малку лимон. Еве додавам и од ова масло. Сега не знам дали ќе има толчнице некоја за да можам да го истапкам како дресинг да биде. Толчнице по-конкретно немаме и ајде да се снајдеме. Може ли со лажичка тоа да го направиме? Ајде ќе направиме никако. Сега ова треба од вечер да отстои. Да си запишеме толчниче ни фали. А да видам дали имам јас. Ма се сум спремна јас и ова е. Имаш, супер, така, спремна. Одлично. Ајде вака ќе земеме само малку. Како дресинкова може и со авокадо да биде. Меѓутоа Макдоналдсот, нели? Јас да се трнам да се види како изгледа толчењето. Толчењето? Да. Следниот пат ќе си го земам и мојот асистент мајка ми, ова да си го заврши работата. Да, и за ова треба нели малку да се подготви. Да, намерно го стави во ваков сад за да може да се види, меѓутоа. Да. И да не е истолчено, да не биде така како дресинг, да е само Макдоналдсот, ќе даде посебен шмек на салатата. Ќе го додадеме тука. И оваа салата, Ивана, и на мене и на тебе ќе ни биде многу. Да. Така, но среќа не сум само јас и ти во студиото. Така е. Ќе има и за колегите да пробаат, се надевам колеги јадете луто. Ќе ставиме и сол саше, да. Ќе ставиме сол, така, и имаме па ќе ставиме сол. Така, кај ни солцата не ја гледам. Еве, ова не? Или ова е лук? Ова е лук, поправ. Добро, имаме ние сол. Имаме, тоа имаме. Тоа е, да. А може да се додаде и салатата е веќе спремна. Добро. Многу убаво изгледа, уште поубаво мириса и уште да ја пробаме. И што убаво да си се најадеме. Да. Преубаво, Емилија. Еве јас вака ќе покажам од поблиску да се види тоа како изгледа, како што кажавме, разнобојно. И има ли нешто поубаво од ова? Богато со витамини, и друго би додала, се што треба. Што е ова? Бидејќи BioOil се производители на ладноцедените масла, меѓу другото е и овој намаз од афион, може да се искористи и како дресинг. А, да, дресинг се става. И може и на лепче, доколку сакаш да пробаш. Кои се придобивките од афионот кога го конзумираме?
Значи на времето бебето кога плачело, нели, афионот така за смирување. Така го давале, да. Меѓутоа придобивките се во превентива на кардиоваскуларни заболувања, канцер, проблеми со дигестија, улцерозен колит, така да е широк спектарот на делување на придобивките, на придобивките, а еве го сега го имаме и како намаз. Да, што афионот има и дејство на смирување во овој период или па и во турбулентното време во кое што живееме, добре дојден, да не на природен начин да се смириме. На природен начин, така. Супер. Салатата? Ваква салата немам досега пробано и тоа ќе се случи денеска и јас верувам дека ќе го пренесеме тој на нашите гледачи, а како што можевме да видиме, многу едноставно е да се подготви. Дојдоа на ред јаболките направени или динстани на парија, како ни рече Емилија, и внатре полнети со што ќе ни каже она, ќе ни каже таа, јас гледам уреви. Вака сега ќе направиме. Не ги извадив лушпите синојке кога ги правев. Меѓутоа, вака ќе направам. И десерт. Вистинско колаче. Јас гостинка, ама ти си ми како гостинка, нели? Само малце. Да. Може вака? Да, се разбира. Опа. Тоа нема да ни треба. Предобро. Тоа е за тебе да го пробаш. Да. А сега што сакам прво салатата да пробам како? Не може. Прво додам се јаболкото. Прво се јаболкото. Ајде ќе го пробаме, Емилија, за да ете на лице место кажам каков е вкусот, бидејќи овие се јаболки подготвени со срце, со љубов. Како и секое гостување тука, секогаш сакам да најдам убава рецепта која што ќе допре до гледачите ќе направат. Превкусно е. Одлично. Одлично. Значи, тоа што се чувствува покрај јаболкото, кој што го нема тој, како да кажам, вкус кој што го има свежо јаболко, но има се чувствува вкусот, има дополнително се чувствува путерот. Вака, внатре има ставено суво грозје. Добра, има ореви ставено и од срцевината кога ги издлабувам за да ги ставам на парија да динстаат јаболката, значи потребни ми се 4, 5 или 10, колку и да сакаме јаболка, зависи колку ни е потребно. Значи го издлабуваме јаболкото, не ја вадиме лушпата, го длабиме јаболкото, срцевината и го тргаме ова на страна. Добро, внатрешниот дел. Во внатрешниот дел. Сега и ги ставаме во сад, во тенџере, каде што ќе треба 15 на минути да динстаме на парја. Меѓувреме, ние спремниот веќе фил го полниме со мелени ореви и суво грозје. И меѓу другото, од срцевината, од јаболкото што сме ја издлабиле, ова ситно треба да е испасирано и сецкано, го додаваме внатре. Ми заличе на како да има ставено путер од кикирики. Нема путер од кикирики. А таков некој вкус имаше. Така, сето ова се динста. 15 на минути. Од кога ќе биде готово, се додава таан и мед заедно помешано. Таанот го прави тој и вкус. И буквално е превкусен десерт. Ова може и еден доручек да биде. Потврдено е? Да, превкусно е и навистина со оглед на тоа што е еден така наречен здрав рецепт кој што може да не заблажи кога имаме потреба од нешто благо, а не ни треба многу време за да треба тоа се да испазариме ако нешто ни недостасува, па сега додека го направиме или како што рековме за овие млади домаќинки кои што сакаат да се хранат и здраво, но и да го направат тоа побрзо е одличен избор. Така, можам да кажам дека не е само ова е основната рецепта. Меѓутоа, може да се додаде топено чоколадо, може да се додаде бадеми, лешници, сецкани од озгора. Значи, тоа не представува никаков проблем, а имаме нутритивно десертче, кое што мене реално ми е и за доручек доволно. Одлично. Може да биде избор за доручек, може да биде избор тука некаде помеѓу ручекот и вечерата како десерт или на некого ако му одговара, може да биде и вечера. И се разбира оваа прекрасна нутритивна салата која што направивме, која што комплетно заменува еден оброк. Ете, ги понудивме овие рецепти и благо и солено и дадовме предлог плюс за нашите гледачи. Благодарение на тебе, Емилија. Те благодарам за денешното гостување и се разбира во следна прилика се гледаме со нешто ново. Се гледаме со нови рецепти. Благодарам на поканата. Се надевам дека ова ќе биде предлог
за многу гледачи и може да ги споделат и нивните рецепти на мојата страна на Инстаграм, nutricionist_Емилија, така да можеме да го вреднувам нивниот труд доколку ми испратат рецепти, па со режим на исхрана кој што ќе биде гратис од моја страна. Така е, активна си и на Инстаграм, таму може да те следат и се разбира, ти посакувам здравје и успешна работа и да узрекуваш што повеќе луѓе кога се работи за добриот начин на исхрана и здрав живот, што е пред се важно.